Викенд исполнет со празнична магија во општина Илинден. Заврши четвртото издание од новогодишниот базар Патека на радост. Изминативе 4 вечери плоштадот во Марино беше локацијата каде голем број на посетители уживаа во одлична храна и топли пијалаци, дружење со Дедо Мраз, детска програма, забавувачи и изведувачи. По тој повод градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски упатува голема благодарност до организаторите, до сите учесници и настапувачи кои на посетителите им донесоа весели моменти и атмосфера која доликува на новогодишните празници. Град Скопје направи значаен чекор во насока на целосна и координирана подготовка за проектот Европска престолнина на културата Скопје 2028. Со подпишувањето на меморандумот за соработка помеѓу град Скопје и скопските општини се воспоставува јасна институционална рамка за партнерска соработка и заедничко действување на сите нивоа на локалната самоуправа, соопштија од град Скопје. Овој чин, како што нагласуваат од град Скопје, означува нова фаза во процесот на реализација на проектот, во која обединетите институционални капацитети и ресурси ќе бидат ставени во служба на достоинствено, одржливо и успешно представување на Скопје како Европски културен центар во 2028 година. Со овој значаен чин се воспоставува јасна и цврста рамка за координирана, одговорна и партнерска соработка на сите нивоа на локалната самоуправа, велат од град Скопје. Во периодот што следува, сите институционални капацитети, ресурси и човечки потенцијали ќе бидат обединети и ставени во служба на достоинствено, непречено и успешно спроведување на програмата Скопје 2028 во духот на европските вредности, културната разноликост и активното учество на граѓаните, објави градоначалникот Орце Георгиевски. Подпишувањето на меморандумот, како што истакна Георгиевски, испреќа силна порака за заедништво, единство и институционална зрелост, како јасно потврда дека Скопје е подготвено со одговорност и визија да ја понесе оваа значајна европска улога. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски информираше дека заедно со општествено одговорната компанија Марај биле подарени новогодишни пакетчиња и ваучери на дечиња од згрижувачките семејства и на дечињата во социјален ризик. Нивните насмевки се најголемата потврда дека малите гестови носат голема радост, нагласи Герасимовски. Градоначалникот посака на дечињата да бидат живи и здрави, среќни и безгрижни и да растат обкружени со љубов, внимание и поддршка, истакнувајќи дека грижата за најмладите секогаш ќе биде приоритет. Пресред на новогодишните и божичните празници, градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски реализираше хуманитарна и образовна активност, при што на учениците на кои им е најпотребно им подари смарт таблети. Таблетите беа доделени на ученици од 3 основни општински училишта, со цел да им се овозможат еднакви услови, непречено следење на наставниот процес на сите ученици. Георгиевски, како што информираат од општина Илинден, истакнал дека вложувањето во образованието е еден од врвните приоритети на локалната самоуправа и дека општина Илинден континуирано работи на унапредување на квалитетна, модерна и инклузивна настава за сите ученици. Во рамки на празничните активности беа доделени и новогодишни пакетчиња за децата од хуманитарното здружение на граѓани и лица со хендикеп Илинден. Дополнително, како израз на долгогодишната соработка, градоначалникот Георгиевски донира и лаптоп за потребите на здруженијето. Градоначалничката на општина Кисела Вода Бети Стаменковска Трајковска информираше дека традиционално и оваа година, заедно со премиерот Христијан Мицкоски, ги посетиле семејствата во социјален ризик, кои се наоѓаат на територијата на оваа општина. Со чувство на одговорност и човечка блискост, заедно со председателот на ВМРО ДПМН и премиер на владата на Република Македонија, професор доктор Христијан Мицкоски, ги посетивме семејствата во социјален ризик на територија на општина Кисела Вода, сподели Стаменковска Трајковска, додавајќи дека грижата и поддршката постојано ги унапредуваат, затоа што секој човек им е подеднакво важен. Додаде дека со љубов и длабока почит им посакале престојните празници да донесат светлина, топлина, радост и надеж во секој дом. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.